Здраво, другари, одма продължам со второ видео. Идеме за Zinc. Много луѓе се чудеја шо е, како е. Другари, еве моментално ќе ви покажам на мојот компјутер, како што гледате. Нема Star Atlas Sage Labs е падната, затоа што моментално трансакциите, да не мислите дека лажам. Трансакциите е баш, нели вчера купив еден од, како се вика, преходниот ден купив еден Legendary $150 и вчера купив еден $150 и не можев од банката да си префрлам пари, еден другар му викам ќе ти давам кеш, префрли ми Solana. Брат, у Америка Solana Network не работи, за да ми прате, кажи го, да ми прате, овакво, да ми прате Solana, за да можем да купам уши некои работи. Падна не у Америка Solana Network, Sage Labs не ми работи, машината е изключена, тоест Sage Labs mining сектора, да програмата е изключена, што копана автоматски и баш се погоди за видеото перфектно. Значи перфектно се погоди за зашо требе браќата да си направат нивен волет, нивна мрежа и со поевтини трансакции. Многу луѓе викат, брат, ама ти знаеш ли, ќе биде исто како Ronin Network. Нема да биде исто како Ronin Network, затоа што кажи го, јас до сега додов од 12, да речеме, Solana за трансакции, да речеме у Ronin Network там се плаќав нормално, нели, трансакциите и таму заглавува, да речеме, на Facebook и таму се плаќа ово на Ethereum и таму се плаќа, нели, некои чудни цени, али не е исто како тука. Тука, другари, например, таму секој си плаќаш, да речеме, скапи трансакции додека не го измислија Рон. Тука, другари, на Solana Network нормално. Јас сум излезен. Мојата програма Sage Labs е на автоматски стајана, така ли? Значи, мојата програма Sage Labs на автоматски која што е стајана, јас додека сванав што е работата, значи, тие што сме големи китови у играта, самото Solana без мен да ме праша, тоест од Phantom Wallet, ми влечат многу повеќе Solana за да ги приоритизират моите трансакции од играта, разбираш, наместо да речеме на помалите играчи. И што се случува? Мене ме собраа 12 Solana, 12 Solana на оваа цена да ги сметаме, 12 Solana по $200. Јас сум у дупката $2400 од Solana Network, зашто тестирам, да речеме, Sage Labs, така ли? Ако беше Zinc и витуват дека ќе се мали трансакциите, ја немаше да сум на дупката $2400 и немаше да сум у дупката 12 Solana, кој што ќе речеме, ја мислам $700 да ќе стигне Solana, бе, другари. $700, $8400. И, например, ја како да не ја поддржувам оваа наш на Star Atlas блокчейн и нетворк да креират, отколку да седат на некој си Phantom Wallet таму и на некој Solana нетворк, кој што они одлучуваат за некои си шиткоини, маме коини, разбирате ли, шиткоини, маме коини се приоритет тие трансакции, наместо на мене кој што верувам у технологија и сакам да се развие оваа игра и сум уложил толку пари, $60,000 флота и сум ставил 12 Solana, не лажам, нема ги, 12 Solana у Wallet, јас сум у дупката, наместо сега да ми стое брат, цел живот да имам, пошто, нели, преку Software Wallet-о, некако Phantom Wallet-о не влече толку многу, ама и Software Wallet-о кога ќе Solana Network почне шиткоини тие маме NFT да бидат интересни, трансакциите ќе се приоритизираат таму и многу повеќе трансакции прават тие шиткоини од самата игра. А замислете си, играта прави од 5 до 25% од Solana Network трансакциите на година и на нив дават приоритет. Значи Solana Network дава приоритет на шиткоини, на шит маме, на шит NFT маме, отколку на америчка компанија која што се труде за 10 години да изфрле игра која што ќе ви прави инкам. Маме којно не ви прави инкам, маме којно ги учи младите да си играат комар. Ово, братче, е леко да ги одучи геймерите да играат комар
И плюс да се върнем ние тия, що не ме интересира мене Phantom Wallet и шиткоини и скапи транзакции и Phantom Wallet, кои ще милион работи стигнуват там, не може да се оправиш. Всеки може да ти прате там чуда и ти не знаеш що е какво е. Другари, мене лично, тия ще ме пращате, ми отговаря. То аз съм голем кит, мене ми отговаря да имат посебна ни в мрежа. И тази посебна мрежа, другари, ки ми дава experience, тази experience ки можем да го користам у играта, ки ми дава Zing поени, значи ки ми дава Zing поени и ки добием airdrop, супер. Ки качувам левели, значи се ке детектира колко сати съм играл, колко Sage Lab съм копал, колко пуцачина съм играл, колко тръки, колко съм купил, колко съм трейдал. И все това ке ме следува за airdropче у Zing. Мене ми отговаря. Вас ако не ми отговаря, тие ще сте уложили DAO Polis ще сте уложили каже го токено и мислите дека Zing ке го унищи на цената, другари, кога ке сте на профит от него, купили сте го да речеме на 0.04 никой не го е купил. На 0.16 го чекайте си го продадете и излезете от него. Не знам дали ке каче $25, 8.4. И аз съм спремен да чекаме до 2030 година. Защо викам? 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano и 10% Star Atlas. Ако сте го направили това, вие може да издържите още 2000 години тест, може да издържите и DAO 2000 години и дали Zing му нащете или няма да му нащете. Повече ги му нащете неинформиран народ, що няма да го купуват, разбирате ли, се плашат от Zing, дека ки биде исто како Ронин. Един от това ки му нащете, затоа ще вижте се карат упораки у коментари на Twitter, карат се, за дали ки биде исто како Ронин Network и ки му нащете на ово. Ја мислам дека нема да биде исто. Ама исто е тоа дека многу луѓе ќе се плашат да накупат DAO Polis и може да му наштете на цената. Ова е bull market, ама наредниот bull market кој ќе разберат што е ово, цената ќе достигне, јас мислам 2300 на DAO Polis, јас мислам и верувам и според начин на кој се развива играта и како нови играчи упаѓат, ја мислам дека до 2300 Star Atlas, ово е DAO Polis, јас извинувам, DAO Polis многу лесно може да достигне до $50, минимум, што се вика. Или овај bull market да достигне 4 или $8, наредниот 25-50 може многу лесно да достигне. И сега ќе рече некои лели не е тоа многу, пресметајте сега да го купите на $4 колку пари, на $8, на 12, на 14, на 25, а па колку е на 50. Јас сум страпливост тука, не сум комарджија, страпливо сум, имам пари да го тестирам ово, верувам, планирам да играам и се, затоа другари, ја мислам дека неинформираноста на луѓето уши сега му наштетуват на DAO Polis, гледате колку кав дел но луѓето продадеа го изиграа и чекат да видат што ќе се десе со Zing. Па Zing кој ќе литне на цена ќе си купат на 14, ќе си купат на 2, ќе си купат на 0.33 центи, на 0.66 центи, на $4, на $8, така да ја со среќи. Јас братче сум тука, кажал, ако имате 30 со 30%, овие проценти тука нема ништо да ви наштетат. Значи ќе го track wallet activity. Јас сум презадоволен да следе секоја транзакција, ќе ми го качува leveling up your wallet, airdrop сезони ќе има, оваа првата ќе е декември, ќе се играе 27 за 27 дена ќе се заврши со тестирањето. Значи октомври, ноември и декември 3 месеци ќе има фармање. Значи ние 3 месеци ќе се надпреваруваме за 3 месеци ќе се надпреваруваме за награди, другари. 3 месеци ќе се надпреваруваме, тука нема повеќе информации. 3 месеци ќе се надпреваруваме за награди и за тај airdrop. Колку повеќе играете пуцачина, ја го пуштам додека брмлям. Ќе ви го пуштам денеска, мислам дека беше видеото Пајо, нашиот геймер направи пепел. А не е тоа видео. Пепел направи брато. Гледајте го рачувам. Сега не може да сголемам, иако Пајо не е нели ставил, кажи го, ама чајке сголемам, брат. Не е од YouTube. Гледајте го, Пајо е еден од нашите геймери, кој што тренира за пуцачината
и ќе се надпреварува за airdrop, за награди, ќе се надпреваруваме од други, ова кво, после ќе ви го прочитам. Ќе се надпреварува... Зашо не е high definition, брат? Сигурно камерата му е толку. Ќе се надпреварува Пајо за $5,000, за $10,000, за $15,000, за толку колку шо еден ми беше пишал шо е тоа $5,000, после ќе му прочитам баш среќи шо Батомиро ме подсети. Гледа брато шо направи. Леле хедшот. Ова е лудница. На мене за тој имам проблем со компјутерот. Компјутерот, братче, ја не можам во да го изведам. Ја да литнам и да пукам назад, мојот компјутер замрзнува, брат. Пајо ги направи пепел, браво Пајо. Че да тука не се кедам дали направи уште убиства. Не. Брато ги направи сарамзалено лом. И тука беше ставил и друго видео со боксови, само нема тон. Со боксови и тепа брато. Леле. Пајо е прво место тука. UMG Пајо. United Macedonia Gaming го избраме да не биде, да не е МКД. Батомиро беше онадел МКД по, ама тоа МКД некако не ми свига. Избраме на Пајо да биде УМГ, значи United Macedonian. Тука е и ова, ја не го видов. Тука и ЦЦ МК. UMG, че еден ЦЦ, кој е стигнал? ЦЦ е тука четврто место, валя четврто и таа има седмо, значи ЦЦ исто е прво место на повеќето такво турнири, тука што ги играат. Али да не ја тупеме, значи другари, еве што ќе почне. Airdrop кампања старт септември, значи ќе почне да се бележи, малку погрешно е напишал, они беше од септември, ама ја мислам дека октомври, ноември и декември, ама ќе пратиме, ќе видиме кога ќе го активират волето. At the heart of the Zinc is the Z profile, your on-chain passport, IT stores. Значи тај волет како паспорт, секе документира што правиме у Sage Labs и валидно заслужно ќе биде колку правите, колку сте активни, толку ќе добиете airdrop, толку ќе добиете experience и толку ќе се добива дури една black материја. Гледаш achievements is HP from games, reputation score, optional QAC via Zero Knowledge Proofs, акаунт, значи таму кога ќе си го изградите профилот да знаете дека е сличен на Cardano, значи фактички ќе знаат да потврдат дека е реален тај профил, нема да можат со лажни профили, што е добро да не е на штетот на фармањето на играта, ама ќе може 100% од старата да потврдат дека тој е реален профил. Значи Zero Knowledge Proofs. Значи ќе може да потврдат дека тој е реален профил, без да може да му чепкат у информациите кое што е многу, ако освен ја не дозволам. Значи тај профил ја може да затворам, што сакам ја да се гледа. Разбираш, тоа чудо ќе биде ја што сакам да се гледа, што не ќе да се гледа. Разбирате ли, ќе е многу јако. Значи вика your Z profile isn't just for Star Atlas, it can be used across the any game app or DeFi protocol that integrates Zinc, значи ќе биде многу интересно, брат. Imagine living up in one game and having that rep count in others. Замислете си тука и плюс и од други репутацијата ќе може да се следе. Што друго е напишал овај брато, на него повише информации се му доделе. Project can target users based on specific criteria, level in game, reputation score, KSC status, meaning airdrops, campaigns, go straight to the right player. Значи тука нема како другите играчи, ама ќе вртеме тоа тамо лотаријата, па на овај му се паднало, па овај не е задоволен. Знаеш тоа што го има на Twitter програма, дека таа програма според таа програма дека треба да ве наградува. Не, другари, тука волето ги бележи у блокчейн системот, наш блокчейн, Star Atlas блокчейн ги бележи сите тие работи, сите тие трансакции, целиот тај прогрес у играта, у сите сектори што ги правите. Не мора да значи, ама значи ако играете Sage Labs и таму имате. Неките немате пари да играете Sage Labs, другари, видеото што ви го брамлав, ќе играете Holosum. Јас извинувам, паѓаме концентрацијата. Ќе играете Holosum, бесплатно е Holosum да го играете
И аз игравам и Sage Labs, ки добивам награди, и airdropи, и HP. Ако игравам Holosium, ки го игравам плюс, можем, не ми прече. И оттамо ки игравам, ки имам airdropи, и ки имам за награди, ки се борам. Значи, я, како два Sage Labs да игравам, тоест ја не мора да го играм Sage Labs. Кај мене Славчо ми го има направено автоматски програмата, значи нема да морам сам да кликам. Оттамо ки имам за airdropо, ки имам да ми дава награди и поени и ки билдам левели. И плюс ки си го игравам Holosium и ки го снимам. Со вештачка интелигенција не е тежок, значи Holosium е уствари како ки изгледа уедината Sage Labs. И ја и мора да го играам, да го научам. А вие ки го играете бесплатно со сите тие бродови што ги отклучувате, замислете си најголемите бродови ки може да ги отклучувате. И тај левел ранг што го качувате, и од кенивки си добиете награди. Значи мобето е ки играам ја ќе добивам и од Sage Labs, и од Holosium, и од пуцачината, и од трките, и од што беше друго, и од другите работи што ги пуштат. Значи ќе има партнершип, значи екосистем ќе се граде, ќе расне, значи сигурно и други ќе сакат реклами. Можно е и други игри да ни дадат airdropи за тие што играеме ово, како да се изрекламират. Ќе биде интересно. Перформанс Roadmap август 13 2025, паблик ќе се дебатира, ќе се открие. Значи, ќе видиме, сега сме 15 на август 13, значи автоматски може од август 13 ќе почне да треба да играете. Ама септември 2025 е Dynamic Airdrop кампања. Значи септември ќе почне да бележи системо за повеќе, а декември 2025 Mainnet Launch и плюс гледаш ќе има некакви валидатори, валјда ќе има луѓе ако уложат 20.000, 10.000, 50.000, 100.000 долари. Ние да бидеме тие што ќе бидеме валидатори за трансакции или не знам, не го разбирам како ќе биде. А 2027 е full decentralized. Значи што е уште поеко, значи тоа чудо ќе продолжи да се граде. Tokenomics, брат, Tokenomics. Зашто така опишува, нели? Друго јаче се пишуваше или може да беше така. Не знам, падна не ме концентрација да имам спиено само 3 часа. По цел ден, по цела вечер гости, на плажа, информации ми паѓа ово. Значи inflation starts at 12%, drops yearly 2% by year 8. Значи тоа не го разбирам сега за сега, ќе го проучам после. Сега ќе кажам дека ми паѓа концентрацијата, многу ми се спие другари, после планирам откако ќе идам на пазар да испазарувам храна да дремна мене саат. 65% airdrops, grants и partnership, значи 65%. Мислам дека ако не се лажам, Вагнер, Босо, еден од креаторите на играта, кажа, мислам дека се на се цинк ќе бидат 100 милиона токени, што не е многу. Мислам дека рече дека е толку, не е финално, ама ќе видиме. Значи 65% airdropi ќе за тие што ќе склучуваат партнерство е супер, така го разбирам, ќе ми извинете ако сум грешка. 20% е A-Team, MTA Team, тоа најискрено не го разбирам. 10% е Zinc Team, значи треба да го гледам уште еднашка видеото, падна на ме концентрацијата, не се ама гледаш, значи гледај колку ќе отиде у airdropi, и 5% е Star Atlas DAO. Ја мислам дека 5% Star Atlas DAO беше заради тоа што тие што сме го ставиле DAO-то на Staking Rewards тука. Значи на Manage Locker, ја имам 1800 мислам дека беа, 1900 више се, не, дека беше. 2452 ми е веќе полис заклучено, дава ми на 5 години ми е заклучено. Што е работата? Brave браузер за глава, не е до играта. Еве имам 210, треба да направам клейм. Next Reward Drop на 24 сата ми дава 1,9 DAO полис. Имам заклучено се на се 2452. Можам сега да ги клеймнам и па да ги ставам. На 5 години ми се заклучени, само пазете што правите. Нем целиот да си го заклучите, нема исклучување. Заклучувате ли го 5 години блокчейн е заклучено, самиот блокчейн автоматски ви го даде после 5 години. Значи внимавајте тука амаунт. Не макс да отидете да си го заклучите целиот DAO,
па да не може да си го продавате у bull market, внимавайте што правите, јас сум заклучил мала количина. И плюс, што имам заклучено, плюс ќе ми дае airdrop, улавам у airdrop да ми изголемува HP и поени, за Zinc airdrop, и за HP ќе ми дава повеќе играта валјда, нели што ги разбрав, затоа што ми е заклучен полисо. И затоа што ми е заклучен исто и Атласо. Ја имам пола милион 560.000 заклучено Атлас. Тие не ми се заклучени на 5 години, тие за мислам дека беше еве инишиет беше 21 ден. Значи за 20 ден можам. Тие ги у преходните видеа кои пратив сум го кажал, ми се отклучени затоа што чекај кога зборам брзо се вгубам. Сакам пократки видеата да траат, али мозоко валјда графичката е малку слабнала, од сум изморен, па не можам толку брзо да зборам. Како првото видео, значи тројка сум отклучил левел, 560.000, гледате fee reduction 25%, total fee е 4,5% и DAO shares 1,5%. Значи ово е 4,5%, кога крафтам, кога купувам, не, мислам ово дека беше 25% кога купувам, тоа мислам дека беше 25% кога купувам, и плюс ќе ми дава награди другари, ќе ми дава за airdropо, за тоа што поддржувам развитоко на играта. Че гледате ја колку работи, у Sage Labs улагам за airdrop и за HP, у Holosium што ќе го играам улагам за награда, Polis Locker што ми е заклучено играам за награда, Атласо играам за награда, пуцачината играам и трките. Значи 6 до сега, од 6 работи ќе бидам уклучен за airdrop. Што, брат, што сум презадоволен и уопште не ми треба Phantom и Soulflare и нивниот нетворк, јас сум за комплетно го поддржувам, братче, овај проект. И да му наштетена цената на DAO Polis, ја го поддржувам Zinc, ја од airdropи што ќе добијам, значи еве ви тука. Али мислам дека многу брзо народо ќе се освесте, ако има доволно информации, ќе се освесте народо и ќе сване дека ово Zinc треба да не е законо како RON. Така да ќе пратиме развитоко, ќе објаснат они повише, ќе има нон-стоп airdropи, ќе имаме ефтини трансакции, задолжително, загарантирано кажа дека има ефтини трансакции, затоа ќе имат нивен токен. Значи целиот токен е заради ефтини трансакции што ќе ги има. Ево ово го гасам. Ќе да видам дали друго беше нешто. Еве и го вебсајтот ќе го ставам кај мене. Ќе го ставам у видеото, значи видеото да знаете ќе го ставам тука. Тука луѓе учете се. Тука ќе ги ставам. А ово е чекај бе, ово го ставив новото видео. Еве тука сум кажал, гледа за да играте Star Atlas, еве го линко. Прв сум го ставил. А тука почне у новите видеа ќе почнам да го ставам и Zinc. Значи за многу луѓе да не кажи го да направат некоја грешка, да напишат нешто погрешно. Ово е и официјалниот вебсайт на Twitter. И вики има 2400. Тоа го гасам за да не се збркам додека сум стигнал. Значи what is Zinc, key future, strategy, roadmap и tokenomics. Конечно го прочитав. Тука ќе си го прочитате луѓе. Сега да не го читам видеото ќе биде многу големо. Тука ќе си го прочитате кој што сака. И тоа ќе го ставам тоа ќе го ставам под видеото. Брато е цар. Значи другари, гледај. Брато кај мене на вебсајто, тие што сакате подетално, другари, гледајте сега. На мојот вебсајт одите видео news. Не разбирате англиски, тие што ми пишаа, имаше некои геймери. Ја ме е многу чудно геймер. Добро, до души геймери може новите младите да не разбират, али ми е чудно да не разбират, пошто сите младите, вали да не се млади, што ми пишаа, вали да се постари, ама демек млади биле. Не бива ќе играете за мене за чекај брат, прво вака на англиски, полесно Beyond the Horizon. Тука одам Translate на македонски. Пуштам го видеото, кликам го преведо. Пуштам го видеото, кликам го преведо, другари, и преводот ќе почне да ви работи. Значи, брато многу добро објаснува за Zinc. Значи, многу добро објаснува, тука кажува за камерата, пририпувам го. Yo, what's up, Muds? Onis, boosters, and anyone that is new to Star Atlas, man, welcome.
Today we're going to break down Star Atlas's new blockchain. It's going to be a Zinc explained or Z.Inc explained. Само чека да... Man, so Дека беше. Automata, the creators of Star Atlas, is taking the... Значи, другари, гледай. Значи, вика, креаторите на Star Atlas преземат това, ке ми извините, много души ме прашава да си го поправите преводо. Вещичка интелигенция уште не е научила кирилица добро и затоа, брат, проблема е вещичка интелигенция, не е кај нас нищо проблема. Че вика, креаторите на Star Atlas преземат нов смел чекор во блокчейн инфраструктурата. И тоа го прават со лансирање на Zinc или од сега паратомо ќе го нарекуваме Zinc. Убаво е и лесно, се врти од јазикот, нели, тоа е нивен собствен блокчейн од прв слој и е изграден на технологијата на Solana. Врз, нели, базата на Solana за ефтини трансакции. Демек, нели, така го разбирам, но е совршено прилагоден за геймерски универзум или геймплејот на Web3. Но да знаете, нели, ни беше кажано дека не е нужно само за Web3, може да се користи и за други работи, значи денес денес ќе се обидеме да разложиме што е Цинк. Барем нели ова е неговата перспектива, он што е сванал. Значи ќе има нешто што се нарекува Зим, не, чекай, дека беше бе тоа, брат. Значи па има неколку воздушни дотурки, него добро преведо и ќе добиеме малку HP системот 9, дека беше тоа, имаше многу интересно нешто. Значи уште од 2022 го цепат, го истражуват и го... Тика бе, брат, збореше нешто многу интересно. Другари, вие ќе го разлистате. Сега, брат, јас за да почнам од почетока бев си го наместил. Да видиме. Битно, ово видео е многу добро да го изгледате со превод, за подетално да го разберете. Че да стопирам малку само. Другари, значи вика, гледај, зошто е важен, вика и овој профил, почнува за луѓето, зошто е важен за нас луѓето Star Atlas? Овој профил ќе работи на сите различни игри на Star Atlas, значи сејчи го ќе бележи, ќе биде поврзан со сите, ќе биде поврзан со сите различни игри Star Atlas, ќе заработувате HP играјќи ги сите игри во Star Atlas или дури и одејќи на пазарот Star Atlas се правејќи купување или нарачки за продажба. И продажба, значи што е финтата? Значи ја до сега замислете си да беше ово измислено. Колку бродови купив, брат? Замислете си каков airdrop ќе добиев за сите бродови што сум ги купил. И ми се свиѓа дека тај такво ќе ги бележи сите работи јас што ги правам. Значи ја ко геймер и другите луѓе ќе се согласат со мене. Ја, брат, сакам се што играам, у се левел да качувам и се живо да се бележи. Зашо да играам обична игра која што ништо нема да се бележи и тоа нема, мислам, другите игри бележуваат, ама тоа никаква награда немаш, никаква корист. Што ќе играеш, утре ќе забравиш профил и тоа пропаѓа. Во другари останува доживотно. Моите деца, нивните деца може да останат, даваш и пасвордо, ситфрейс и играат, продолжуваат да играат. Не умира ово блокчейн, другари. Ово останува бесконечно до 2106 и повеќе. Луѓе, тука ќе си го разгледате видеото задолжително, ќе го гледате, за да не го правам, завршува 30 минути, да не правам подлаго видео. Тука луѓе ќе филозофират, типо филозофират, тука ќе разгледате, тука ќе опуштите видеото, ја ќе ставам баш точно и од овој видео ќе ставам линк. Значи, мобето, другари, е дека, чекай да видам таму, доле беше еден друг, исто беше нешто објавил интересно. Другари, мобето е дека сите геймери више почнуваат да објавуваат. KG исто беше објавил, сите почнуваат. Значи, колку повеќе ово го имат 14.000 видено од гейминго, ово му го имат видено 9.700. KG дека го беше објавил они на 13 или беше или не? Тоа е нагоре. Еви, овај типове, колку души го имат видено? 1600. Значи, упаѓат полека гейминг каналите, упаѓат.
Еве, нон-стоп се прави апдейти на пушки, на клизание, на чизмите се правят се нон-стоп. Правят се нон-стоп. Еве, тука на овај брод веќе скино, гледате, тука веќе од надвор се довршува, иначе беше сив целио. Работи целти. Други беаме прашале луѓе дали ќе намалат од едениот тим, од овај тим се што работи и да стават за тимот што ќе работи за Sync. Не. Че овај тим што си работи, 160 луѓе мислам дека беа програмери, ќе вработат нови и се вработени нови луѓе за да го довршат, за да го до 2027 фул довршат овај нов проект. Еве и овај тип е објавил колку души го видат, 916. Ово ја што ги купив 100, колку беа, $150, мислам дека беа двата што ги купив. Не, ово Пајо, не, ово Пајо го купи Legendary Crew, му треба, му дава повише експириенс, а ја го купив овај Legendary Crew и уште еден бев купил горе. Еве, нон-стоп луѓе работат на играта. Нон-стоп работат, леле, многу сакам да го имам овај скин. Ќе видим ако не го добијам, ќе го купам од некој, ако се договореме. Тука е Пајо, дека ми се другите објави. Некој тај значи ги е избришал. Имав и други објави од други објави имав, нема ги. Имав други објави од Sync. Дали дека сум ги постирал, не знам. Ми е чудно да ми ги нема на профилот, не верувам да ми ги Twitter да ги избриша, дека Twitter уопште не бриши. Така да, чекај да видим овај Мартинс кој е, што е објавила, ја го не го следам дали е Star Atlas. Да, чекај на типо да ме видиме follow. Нема смисла, типо објавува често, а гледаш не сам го видел. Че да видиме Vanguard, кој беше. Vanguard се премиер Military Contractor Operating at the Heart of the Mud. Овај да не е тај што купи за $5 милиона бродови или? Таа е Рим Империја, не знам, чудно ми е овај да не го следам. Многу ми е чудно тај профил или че да видам овај исто профил, јас извинам дечки, ама да видам кои беа овие профили, пошто често објавува. Тај ли беше исто? И знам и коментари ми удара и све, не е тај. Ова е сасем друг. Не. Значи, другари, да не филозофирам, гасам. Мислам дека, моје мислење е дека ово е многу јак проект да имаме ние наш блокчейн со наши, мислам, со ефтини трансакции. Ако еве денеска е паднан, еве гледате, 2 видеа правам, не лажам, сигурно не сум будал да се исклучам програмата што ми копа 7 милиона гориво, 5 до 7 милиона гориво, сигурно нема да ја исклучам. Да копам Atlas, за да стигам видео да се глупирам. И Славчо може да ви потврди ако гледа видеото коментар, не му пишав кој ќе може да оправи програмата, али паднани се фактички трансакциите, да се надевам дека ќе ги оправат. Другари, ја верувам овоа дека ќе го довршат, дека ќе биде добро. Верувам дека ќе дават јаки airdropи. Презадоволен сум да ми се следи целиот прогрес за HP у играта, наместо да играам така, и да добијам airdrop за тоа HP и со тоа HP да ги зголемам левелите. Тоест, требаше да ви уклучам. Чекај само на секунда. Другари, значи со тоа еве тука се Customize кога отидеме. Значи со тие, гледате оде на левел, значи со тоа HP што го качувам у играта, отклучувам повеќе, гледате тука го имам отклучено за бомба, имам за пиштол, имам за лазерски пиштол, имам за пушка, овај ми е мал левел. Финтата е, чек, зашто ги дава така? Ово е Legendary, Select карактер. Се забравам дека е Customize. Тука имам отклучено, гледате, двата пиштола, пушка и оваа, таа пушка уште треба да ја
да ја треба уште да ја оправат, не ми се свие ко пука и куршумите не одат како што треба. И фактички гледате луѓе со колку повеќе качувам левели, толку повеќе на 10 левел ќе отклучувам други работи. Тука отклучувам чуда, значи што сакав да ви покажам, брат. Имаше друго едно за experience. Зашто го смениле, брат? Да. Еве, плюс ќе добиете овие круг карт и плюс ќе имате од Zink и од тамо ќе се добиват и плюс наградната игра ќе биде на Холосиум што ќе се играе, што ви го објавив и тамо, значи од секаде ќе не бомбардират со награди. Не е лошо. Ама сакав да видам, чек сега на секунда, дека беше. Другари, кру левел, брат, очки ми изваде, не го гледам, значи кру левел. Значи тоа ХП кој ме беше прашал, има го другите видеа, се качува и се отклучуват. Кој е левел ова? Левел 9. Значи јас сум више 8. Интересно ми отклучувам и плюс добивам награди, еве. Што друго е битно? Значи најбитно е Legendary да имате, гледате дава плюс 25% и после Epic. Ја треба, за жал, ќе треба да ја уништам мојата флота, да ја врнам у базата и да видам у таа флота голема. Ја треба да имам Legendary, треба да имам Epic. Ја имам тука Epic. Тука имам јас Epic. Epic. Ја имам тука Epic, ама устур и само еден имам пунап. Треба да имам луѓе Epic. За Legendary луѓе не се сеќавам. Ама чудно ми е, мислам дека ми се у флотата. Треба, значи, другари, флотата тука да ја уништам, да ја врнам у базата. Тука е екипажа у волето, така ли? Немам. Ова е у Starbase, кој што ми е за крафтинг, ми е екипажо. 413 ги имам. Значи, мене ми треба, другари, да ја уништам флотата. Може да ќе направам видео како се уништува. Да ги извадам сите тие тамо да видам кој ги имам добиено екипаж. Пошто вики кога има за experience треба да ги најдам тие. Мислам дека имам Legendary, треба да имам Epic. Не е возможно да имам Epic луѓе. Мислам дека ми се паднаа и луѓе Epic и од сите други класи. Ако не ќе треба да земам да разгледам тука, Epic колку пари е? Машалла. Epic е $27 најефтиниот. Луѓе има ли, човеци, че да видиме дали има луѓе? Legendary ги нема, вчера гледав. Мислам, вчера имаше Legendary 2 од $150 ги купија. Женски нейкен профил. Значи ова е колко е? $32. Значи Epic, Fitness, Flight и Science. Аномалија нема. Јас се извинувам, леле, колку јас кој се зборам, 30 минути, другари, 15 минути моето од видео. Моето видео да знаете, моите видео се 15 минути, али YouTube си има грешки и ги покажа 38 сега, брат. Шо да ја правам? Значи, луѓе ќе треба да доистражам, да не се зафаркавам кога веќе идеме дека овие чуда дават поени на пуцачината. Еве двата Legendary ще ги купив, ама брат ја треба да имам и еден минимум Epic Human и еден минимум Epic. Не, ја треба да купам и Legendary они, не ми е јасно брат, дека ми е они бе. Зар цели они ми е у овоа? Не е можно, другари. Ова е зашо не е у базата, не ли е отклучено уште? Ова е многу јак. Ова го имам за награда. Зашо ова е заглавен у кру? Треба да пишем на сапорт да видиме зашо ова не можам да го префрлам у...
упуцачината и ќе треба да ја уништам флотата. Дефинитивно. Ќе треба да ја, така се вика уништам, да ја рестартирам. Ќе ми земе Атлас, ама треба да ја уништам и да видам, да ги најдам и другиот кру. Да не играам джабе со оваа постава. Овај качува многу малку и овај качува многу малку. Ќе треба да ставам појаки. Епик. Ќе видам. Јас извинувам, ќе видам да купам и Legendary. Немам испуштив го флипо да купам Legendary Human. От јас се бев концентрирал да играам само со Устур. Ама чим си тражи играта да се купат и Epic и Legendary, ќе треба прво да купам Epic, а после ќе треба да купам и Legendary, а можно и да купам, што зборам ја? Можно и да купам рандом да купам Crew Pack, па да видам дали ќе ми се падне. Ама доста ми е чудно зашо целиот екипаж ќе отиде у флотата. Можно е да се купам, па ако ми се падне, ако не ми се падне, ќе видам. Само сакам, не ќе да продавам крипто, сакам да направам флип и со тај флип да си купувам работи. Али како и да е, луѓе, ово ја верувам, ќе направам, кога ќе дојдам до повеќе информации, ќе направам и ново видео. Да не минам 40 минути. Чао.